Без вода се оризовите ниви во месноста Амбарево во селото Грдовци. Земјоделците велат дека ако не се пушти водата во најбрз можен рок, штетите ќе бидат огромни, а родот ќе биде драстично намален и со слаб квалитет. Бараат и средба со извршниот директор на акционерското друштво Водостопанство, Локман Лимани. Испразнуваме ги, опет испрскаваме ги и не може да ги напунем. Нивите горат у сите пулини. Па мислам дека таму од 5 и 6 ги испразнуваме, а сега е околу 22 колку е, едно 15 дена вода нема. Ово, значи, сами гледате тука за колапс, тоа голем колапс. Значи дека не може, тоа беше да биде ориз кој треба. И ако биде нешто, може ќе биде до 200 кила, нема да има добар клас, нема квалитет да има. Катастрофа. Жива. Парите ги земат, 99% наплата, инвестиција ништо. Ништо. Ни чизми немат водарите. Не и купуват, камоли осигурање, камоли па кола. 70 години било канал изграден. 2 вреки цимент не е ставен. Директорот е жртвено јагне што го пуштат тука сите да викаме по него, али проблемот е одозгоре. Треба да му се даде и на него нафта, багери, еден багер од цела околија, еден багер. А плата зимат цела Македонија. Значи, не знам, не е добро. Инвестиции нема никакви. Тоа да се нагласи дека вада не е ископана. Секоја година, регионално, се одлучува која поддружница, ние се водостопанство, нели, Кочани, конкретно Оризари, Привачови, Грдовци, зависима таа ГК3, колку метри кубни треба да се порачува дневно вода. Ние не тражиме ни повеќе ни помалку од тоа што не следува. Сега они ни некој допис ни покажува од некој си таму генерални директор Лимани, која таму немам поима, водата да се сопре на нула. Не е ни дојдена вода да се сопре, значи со кое право, значи Оризо е култура стратешка кај нас. Значи сите ги цитираме од тоа. На Оризо му треба вода, не наводнување, вода, значи треба да е 24 сата под вода. Бараме водата бодитно да се пушти, колку не следува толку, ни повеќе ни помалку да нема рестрикции. Ние не сакаме да се мешаме у проблемот со овчеполијата, ние сакаме нашиот проблем да се го реши. Ово е грот. Ово е жално, ово е понижување на земјоделец. Локман, јавно му се обраќам ако може да се пренесе на македонски медија. Наредбата си ја повлечеш и да бидеш голем раководител, да дојдеш тука на лице место, да се соочиш со истината. Не бива вака. Само ако продолжиме на тај начин, да немаме вода, ќе радикализираме. Не бива вака. Штетите се неповратни, бидете сигурни дека претходно говори вика 200 кила, нема 200 кила, ич нема. Со ово тука што го гледаме нема. Не може да се поврне ово. И тоа е растение. Исто како дотичните таму што седат по канцелариите, ако не пијат вода ќе колабират. Од водостопанската поддружница Брегалница Кочани истакнаа дека се работи за намалување на пуштената количина вода. Додадоа дека се работи на решавање на проблемот и упатија апел до несовесните граѓани да не го оштетуваат наводителниот систем. Водата во оризовите ниви во Амбарево ќе биде пуштена најдоцна до недела.